евиденција на хронично болни. Во осигуреници, кај податоците на секој осигуреник се памтат уште 3 други податоци, а тоа се хронично диабетис, хронично бубрежни и хронично кардио. Со штиклирање на соодветните полиња овде, пациентот соодветно и ќе биде заведен како хронично болен од соодветната болест. Овие податоци сега за сега рачно се штиклираат за секој пациент, меѓутоа постои во листа на цели можност да се пронајде соодветна диагноза кај пациент кој веќе во неговата историја извршена. Еве да кажеме, некоја се диагноза, аз не ги знам, вие ги знаете. Значи, ставате определена диагноза, автоматски се евидентираат пациентите на кои таа диагноза е ставена, па вие рачно ќе можете да ги ставите соодветните штиклирања за бубрежно, диабетис или кардио. Тоа е намерно ставено овде за да не биде автоматизирано, сега за сега ќе гледам да го автоматизирам, затоа што секој различно во историјата ги штиклирал или евидентирал тие хронични болести. Да предпоставиме дека имаме некој пациент кој е хронично болен и сега одиме да му извршиме соодветен преглед. Погледнете ги овде целите. Сега кај целите имате една нова боја, тоа е жолта. Ставена е поради следната причина. За да може една цел да се реализира, потребно е да поминат повеќе етапи. Ова значи дека е во некоја меѓуфаза. За да биде крајно реализирана соодветна цел, истата таа функција е оставена на вас, бидејќи вие треба да знаете кога е реализирана, бидејќи секоја цел е различно штиклирана како реализирана во зависност од повеќе фактори. Значи, на крајот, кога ќе завршите со реализацијата, вие треба да штиклирате дека соодветната цел е реализирана и бојата во наредниот пат кога ќе се влезе кај осигуреникот, овде се заведува дека не е во меѓуфаза, тоест е реализирана. Целите од едукација се реализираат многу лесно, кликнувате и автоматски е реализирана. Со тоа што овде има и едно забрзување, каде што, погледнете ова цел, едукација хронично болни од бубрежни заболувања. Овој пациент не е штиклиран како бубрежно, со бубрежни болести, хронични бубрежни болести, меѓутоа погледнете сега. Вие ако знаете дека тој е болен, не мора да дојдете кај осигуреници па да го штиклирате туку. Со кликнување овде, прво ве информира дека не спаѓа во соодветната пол, возраст или група, меѓутоа вие продолжувате понатамо и ве прашува доколку не е штиклиран, дали автоматски да го штиклира пациентот за хронично болен. Само кликате во ред, тој го штиклира, ја извршува целта и доколку следниот пат, одите на промена, овде е завршено, во осигуреници, тој пациент е штиклиран како хронично болен од соодветната болест. Тоа е еден вид забрзување врскат со целите. Доколку сакате да ги видите целите кои предходната година важеле 2013, постои подесување каде што можете да кажете од која година да се прикажуваат целите во пациентот. Пожелно ова да е на 2014, со тоа програмата не ги вчитува тековно тие цели и автоматски ја е доста побрза. И тоа е се во врска со новите цели. Уште едно нешто, во листа на цели можете да ги најдете сите пациенти кои стандардно можете да им се врши соодветна цел, меѓутоа овде има и две опции други, каде што може да го игнорирате лекарот, значи дај ми ги сите пациенти кај сите пациенти без разлика кај кој лекар се. И уште нешто, имате можност прикажи само делумно реализирани. Во тој случај овде имате евиденција кои пациенти се во меѓуфаза, значи не им се завршени целите. Ова е многу битна опција и ќе ви заврши многу работа, за да видите каде не ви е завршена соодветната цел.